Неодговорна и несериозна личност, сојузник на криминалот кој го партизирал Министерството за внатрешни работи, кое гони политички неистомисленици. Ова се само дел од обвинувањата на ВМРО ДПМН на денешната дебата за интерпелацијата за министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Спасовски контра, работам професионално, наследив недоматинско работење со 39 милиони евра долг и партиски кадри со фалсификувани дипломи. Министерството за внатрешни работи треба да биде чувар на уставот и законите и да работи на нивното непречено спроведување и почитување, а не да биде пример за нивно кршење, непочитување и создавање хаос во општеството. Ги отфрлам тврдењата дека јас или МВР под моје раководство има или врши апсење на функционери на ВМРО ДПМН. Никогаш во ниту еден момент прво не прави апсења Министерство за внатрешни работи, него јавното обвинителство. Това е прва работа. Втора работа, за секој еден што сме добиле налог да биде апсен. Не се тоа функционери, тоа се криминалци на ВМРО ДПМН. И секогаш кога ќе имате такви криминалци, да знаете дека ќе ги апсиме. И понатаму. Милошовски побара Спасовски да ја расчисти дилемата дали е следен од тајни служби председателскиот кандидат Стево Пендаровски или пак тој сака само да привлече внимание. Не сакам да се замајувам со жолти комбиња и странски служби. Тоа време заврши, рече Спасовски. Според министерот за внатрешни работи, председателските кандидати се безбедни, иако е потребно ќе им биде обезбедено и соодветно обезбедување. Владеачкото мнозинство со обвинување дека опозицијата креира лажни вести.